Кратки најави за денешните настани. Во Албанија се патува и со стари лични карти. Советот на општина Охрид ја одржа 38-та седница. Зголемен интересот кај охриѓани да ги вакцинираат децата против голема кашлица. Царинската управа на Македонија спречи шверц на 4,4 тони месо од дивеч. Илјадници земјоделци во Индија протестираат барајки за гарантирани цени за своите производи. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во среда на Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со зголемена облачност. Во северозападните и северните предели нестабилно време со локални врнежи од дожд, додека пак во крајните северни и североисточни предели со врнежи од снег, ветровито и студено време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени. Во Македонија во среда денот ќе го започнеме со постудено утро со благо опаѓање на минималните температури, кои што ќе се движат во интервал од -4 до 4 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло, со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 15 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во Охрид во четврток и петок, по студеното утро со утринска температура од -2, односно -3 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со максимални 10, односно 11 степени. Во сабота, по студеното утро и температура од -2 степени, во текот на денот сончево и топло време со максимални 12 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Во Република Албанија денес може да се патува и со стари документи. Полициските службеници ги пропуштаа патниците со стари лични карти, возачки дозволи и без налепници НМК. На првиот ден откако престанаа да важат старите патни исправи на граничниот премен Ќафасан, има благ пораст на патници и возила. На првиот ден откако престанаа да важат патните исправи со старото име на државата, благ пораст на бројот на патници и возила на граничниот премен Ќафасан. На македонско-албанската граница граѓаните кои немаат пасоши со Северна Македонија денес не можат да излезат од државата, но со личните карти кои имаат продолжена важност во земјава и денес може да се влезе во соседна Албанија, земја со која имаме билатерален договор за патување со лична карта. Албанските полициски службеници не бараа ниту нова возачка дозвола, ниту НМК налепници. Според статистиката на полицијата, од полнок до 10 часот утрово на Ќафасан излези влез остварија вкупно 837 патници. Сообраќајот на патници и возила бележи благо зголемување во споредба од вчерашниот ден, се одвива нормално, непречено, без никакви проблеми. Конкретно, денеска од 00 до 10 часот регистрирани се 62 наши државјани на влез на Република Северна Македонија, 441 странски државјани или вкупна бројка на влез од 503 патници. На излез на Република Северна Македонија регистрирани се 147 наши државјани и 187 странски државјани, односно вкупно 334 патници. Повеќето македонски државјани кои денес ги затекнавме на граничниот премен Ќафасан имаа нови патни и лични документи. Имате нови документи? Да, имаме, затоа се патиме. Така, нова лична карта? Све е нова. Што треба, тоа ги имаме. И да, све. За Албанија денес пропуштаат и со старите, знаете? Не знаем. Не знаевме, ама сите ги имаме нови. Да, имам нови документи, ги извадив од септември, веќе порано од ова гужба што е сега. Така. Значи возачка, пашош и лична карта. До кога во соседна Албанија ќе може да се патува со старите лични карти, не успеавме да дознаеме. Охридските советници на денешната 38-ма седница на Советот ги поддржаа измените и дополнувањата на програмата за капитални инвестиции во основното образование за период од 2024 до 2026 година.
Во рамки на програмата беше додадена нова точка изработка на фаза машинство за потребите на новата училишна зграда за основното училиште Кочо Рацин со предвидена сума од 19 милиони денари за 2025 година. Целта е паралелно да се одвиваат тендерските постапки за сите фази на изградба на новиот простор за потребите на училиштето, информира советникот Перчо Божиновски. На седницата беа усвоени и годишниот план за работа на одделението за инспекцијски надзор на општина Охрид за 2024 година. Останатите точки од дневниот ред се однесуваа на одлуки за вклопувањето на бесправно изградени објекти на територијата на општина Охрид. Без поголеми дискусии, советниците со големо мнозинство ги изгласаа сите точки, информираат од локалната. Стравот од епидемијата на голема кашлица, но и препораките на здравствените власти да не се примаат невакцинираните деца во градинките ги размрда родителите. Деновиве има зголемен одзив во службата за превенција при здравствен дом Охрид на родители кои ги носат дечињата да примат пропуштена вакцина Дитепер. Службата интензивно работи и на повикување на родителите според вакциналните списоци. Зголемен одзивот на родители во службата за вакцинација на здравствен дом Охрид за имунизација од голема кашлица. Вакцината Дитепер, која штити од дифтерија, тетанус и пертусис, според редовен календар се дава на возраст од 2, 4 и 6 месеци. Прва ревакцинација на 18 месеци и втора на 7 годишна возраст. Процентот на опфат на децата во Охридско со првите 3 дози е добар и е над 90%, вели доктор Сонја Мариновска, раководител на службата за превентива на деца и млади. Меѓутоа, нешто е помал процентот со првата ревакцина на 18 месеци, а тоа е заради тоа што родителите ја избегнуваат вакцината на година дена со МРП и така ја пропуштаат после вакцината што е на 18 месеци, затоа што за МРП се одлучуваат многу покасно да дојдат, плашејќи се, неосновано плашејќи се дека таа вакцина може да доведе до аутизам. Ги правиме сите напори за да ги убедиме во спротивното родителите, вакцината и МРП да ја примат во редовниот термин, меѓутоа веќе да се одлучат и што поскоро да ја примат вакцината што следува после МРП, тоа значи првата ревакцинација. Низок е опфатот со втора ревакцинација на 7 годишна возраст, кој изнесува 77%. Интензивно се проверуваат вакциналните списоци по години и се повикуваат родителите на децата кои пропуштиле вакцинација, вели доктор Мариновска. Во последно време, да, имаме одзив поголем и се надеваме дека за кратко време ќе бидат повикани од наша страна сите родители со децата да ги донесат на вакцинација. Меѓу нив ќе има и болни кои што не ќе можат да ја примат вакцината. Меѓутоа, наше е да ги опомениме и што побрзо да дојдат на вакцина. И на тој начин би спречиле да се прошири овој број што го имаме на заболени од голема кашлица во Македонија. И покрај повиканите родители, оние што се пропуштени, пронајдени и за редовна вакцина, пошто дневно правиме список кои да бидат повикани и покрај тоа ни идат родители кои што не се повикани, а се нивните деца со пропуштени вакцини доаѓаат и ги вакцинираме. Инаку симптомите на пертусис започнуваат како настинка десеттина дена по инфекцијата и пред да се појави карактеристичната кашлица, инфицираните можат да ја пренесуваат болеста која е високо заразна. Многу сериозна е кај малите доенчиња, кај доенчињата и малите деца, заради тоа што болеста започнува како настинка, меѓутоа понатакав, веќе втората недела, започнува она интензивно кашлање, што кај малите деца не мора да се јави како кашлање, него се јавува дури како задушување. Го губат дишењето, апнеа прават, и паѓаат во респираторна инсуфициенција. А додека поголемите паки деца со тоа упорно настапува кај нив една упорна кашлица, која што може и со сат да трае и го изнемоштува, организмот може да доведе и до скршеници на ребрата, до кила исто така.
Во меѓувреме градинките, следејќи ги препораките на Комисијата за заразни болести да не примаат невакцинирани и делумно вакцинирани деца, побараа родителите да си ги ажурираат податоците на вакциналните картони. Инаку првиот случај на пертусис во државава беше регистриран на 5 јануари, а до денес бројот на потврдени случаи на голема кашлица се искачи на 31. Најголем број заболени се деца на возраст до 4 години. Царинска управа на Македонија спречи шверц на 4,4 тони месо од разен дивеч, ризично по здравјето на граѓаните. Мобилен тим на секторот на контрола и истраги на Царинската управа на Македонија спречи шверц на 4,4 тони месо од дивеч, ризично по здравјето на граѓаните, што возач на камион во сопственост на грчка фирма сакал да го внесе во државава. Месото од дивеч во вредност од 4 милиони денари ниту било декларирано во царинската декларација, ниту пак превозникот за него имал соодветен сертификат и дозвола од соодветната надлежна институција, Агенција за храна и ветеринарство. На терминал на граничниот премин Табановце, инспектори со скенер извршиле контрола, која што покажала дека во возилото, освен декларираната стока, има и друга стока која не е опфатена со царинската декларација. По отварање на возилото, во 29 пластични палети е пронајдено замрзнато месо од разен дивеч, зајаци, фазани, еребици, за кои не поседувал никаква документација. Против сторителот е поднесена кривична пријава заради прекршување на кривичниот законник. Да ги погледнеме и вестите од светот. Едно лице загинало, а 5 се повредени во пукање во метростаница во Бронкс. Вооружен маж отворил оган врз патници во њујоршкото метро, соопштила полицијата. Пукањето се случило по тепачка меѓу две тинеџерски групи, соопштиле представници на њујоршката полиција на пресконференција пред метрото каде што се случил нападот. Според првичните информации загинал 34 годишен маж. Полицијата трага по најмалку еден напаѓач кој побегнал од местото на настанот, но не ја исклучува можноста и да има повеќе осомничени. Голем пожар избувнал во воден парк во Гетеборг, Шведска. Пожарот избувнал на еден од тобоганите надвор од зградата, а потоа се проширил на целата зграда. Било наведено во соопштението на паркот Лизеберг. Во пожарот изгореле тобоганот и слични реквизити и објекти што биле во изградба, соопштиле спасувачките служби. За сега нема информации за повредени, а полицијата поради густиот чад ги советувала граѓаните што живеат на тој дел од градот да останат во своите домови и да ги држат затворени прозорците за да не навлезе чадот, пренесува Reuters. Евакуирани се гостите од блискиот хотел и од деловните простории. Во моментот на пожарот немало гости во паркот кој требало да биде отворен оваа година како додаток на забавниот парк во Гетеборг. Повеќе од половина милион луѓе во австралиската држава Викторија останале без струја како последица на невремето, бидејќи главната електрана Агала била принудена да ја прекине работата, откако од невремето се урнале неколку електрични столбови. Повеќе од 500.000 домови или бизниси се без струја, соопштила државната министерка за енергетика на социјалните мрежи. Подоцна таа соопштила дека една од 4 единици на електраната била вратена на мрежата и дека полека се нормализира состојбата со снабдување со електрична енергија во државата, јавува Тањук. Според тамошните медиуми, невремето опустошило големи делови од Викторија и Мелбурн, паѓало град со големина на топче за голф, имало поројни дождови кои донесле поплави, а силината на ветровите соборила дрвја. Илјадници земјоделци во Индија маршираат кон главниот град барајки за гарантирани цени за нивните посеви. Полицијата во Делхи ги затворила границите на трите страни на градот со бодликава жица и бетонски блокови, во обид да избегне повторување на 2020 година, кога земјоделците што протестираа против контроверзните земјоделски реформи на владата на премиерот Нарендра Моди, со месеци кампуваа на границите на Делхи и ги блокираа националните автопати кои го поврзуваат главниот град со соседните држави. Две рунди преговори меѓу лидерите на земјоделските синдикати и федералните министри не успеа да донесат решение. Покрај за гарантирани цени за своите производи, тие бараат владата да го исполни ветувањето за удвојување на приходите на земјоделците. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.